Евроинтеграциите остануваат стратешка цел на државата, но со јасни позиции без отстапки за националните прашања. Порача од Струмица лидерот на владеачката партија ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на одбележувањето од 36 годишнината на партијата. Актуелниот спор со Бугарија и дел од проблемите на европскиот пат се резултат на претходната влада, која, како што рече, направила одредени политички потези што денес создаваат обврски и тешкотии за државата. Создадоа проблем на нашиот пат кон Европа. И да не беше тој проблем со реформите, политиките кои што ги испорачува оваа влада, веќе ќе чукавме и ќе тропавме на портите на Европа. Но пред нас имаме договор кој што не обврзува на нешто кое што никој од нас не помислува да го направи. Тој договор ќе не посетува вечно на тој бел лист хартија која што претходната влада го потпиша, мислејќи дека на тој начин ќе остане во владата и ќе добие милоста од тие кои што не гласат, туку во суштина бира и казнува народот. А народот нив ги казни и ги прати во опозиција. Мицкоски повика да се испрати јасна порака дека евроинтеграциите не смеат да бидат условувани со билатерални прашања и дека македонскиот идентитет, јазик и култура се трајна и непроменлива константа. Нема цена, нема слава, нема моќ која што може да ме убеди дека без овие работи ќе прифатиме било што. Ова е нашата црвена линија. Сите треба да не слушаат гласно и јасно. Нема пазарење со идентитетот наш македонски. Доста беше. Мицкоски истакна дека земјата бележи силен раст, рекордни инвестиции и напредок во инфраструктурата, пензиите и образованието, нагласувајќи дека сето тоа е постигнато во изминатите 2 години. Во овој краток период направивме Македонија да биде во топ 5 во Европа според растот на бруто домашниот производ, како процент од истиот. Постигнавме историски рекордни над 1 милиарда и 200 милиони евра странски директни инвестиции. Работиме на 6 нови автопати, зголемивме пензии, градиме студентски домови, за студентите обезбедивме електронски уреди. Сето она кое што представуваше проект, а беше заборавен од претходната влада, го реализиравме и го реализираме.